Годинава, како и минатата есен, повторно активираме кампањата за спречување на палењето на стрништа преку бесплатно собирање на остатоците од берба и остатоците од сеење. Минатата година оваа кампања за прв пат беше организирана од страна на градот Скопје со поддршка на UNDP и МДЦ Тинет. И со гордост можам да кажам дека постигнавме одлични резултати, што не охрабри кампањата да ја повториме и оваа година, да ја прошириме на повеќе нивоа. Во текот на 2019 година, бесплатно подигање на отпад од берба од град Скопје има побарано над 120 жители од градот, при што беа подигнати и превентивно беше спречено палењето на околу 700 кубни метри органски отпад. Како дополнителна мотивација покрај бесплатното подигање на овој органски отпад, нудиме можност на секој што ќе искористи оваа можност да добие на секој 100 килограми отпад во сезоната близу 30 килограми органско ѓубриво. И годинава кампањата излегува од административните граници на град Скопје и го опфаќа целиот Скопски плански регион, односно Скопската котлина, од причина што сите во Скопската котлина го дишеме истиот воздух. Природата не ги признава административните граници кои што ги поставува човекот. Градот Скопје е прва единица на локалната самоуправа која што спроведува кампања за елиминирање на палењето на нивите и стрништата со цел намалување на загаденоста на воздухот, зачувување на плодноста на почвата, но и спречување на ширењето на евентуални пожари кои што неретко се предизвикуваат материјални штети, а понекогаш загрозуваат и човечки животи. Доволно е да напоменам дека пред неколку дена пожарот што беше во делот на Гази Баба Рачиново и се движеше на Кедрисла беше предизвикан токму од палење на стрништа. Како што најавивме лани, и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава ќе се вклучи во делот на планирањето на периодите кога ќе се врши бербата на различни земјоделски култури, со што сме особено благодарни како институција до Министерството. Во таа насока, овој месец беше одбран како најповолен месец за пролетен старт на оваа кампања. Сакам да упатам благодарност до представниците овде на Халкбанка, која годинава се вклучи со поддршка на промотивните активности на оваа кампања. Халкбанка како општествено одговорна компанија и во минатото во повеќе напрати поддржувала различни проекти за унапредување на животната средина во нашиот град. Воедно благодарам на логистичката поддршка и на вработените во јавните претпријатија Паркови зеленило и комунална хигиена, кои што вложија голем дел од својот човечки и технички потенцијал во реализација на оваа кампања. Во таа насока сакам да упатам и голема благодарност до жителите на градот Скопје, кои што покажаа висок степен на свест во однос на штетноста на оваа појава и ја искористија можноста која што градот ја понуди за бесплатно подигање на отпадот од бербата. Верувам дека оваа година кампањата ќе најде на уште поголем одзив од страна на граѓаните и на тој начин во голем дел ќе го намалиме аерозагадувањето и ќе го превенираме евентуалното ширење на пожари. Само со заеднички сили и институциите и граѓаните можеме да успееме во борбата за чиста и здрава животна средина во нашиот град, а ова е една од кампањите кои што може да помогнат во тоа. Дозволете ми на крај да ги повикам и останатите партиципиенти на денешната пресконференција, пред се министерот за земјоделство да ви се обрати, а потоа заеднички да одговориме на евентуалните прашања. Денеска посебно ми е драго што градот Скопје ја започна оваа кампања за бесплатно чистење на стрништата, која што бележи одлични резултати. Граѓаните, земјоделците од Скопскиот регион се покажаа општествено одговорни и според резултатите од кампањата интересот за чистење и собирање на отпадот од стрништата е голем. Ја користам оваа прилика да упатам голема пофалба и благодарност до градот Скопје, која е прва локална единица што почна кампања за елиминирање на палењето на нивите и стрништата. Оваа кампања ќе придонесе за намалување на загаденоста на воздухот, зачувување на плодноста на почвата, спречување на ширење на евентуални пожари, кои предизвикуваат материјални штети, а понекогаш загрозуваат и човечки животи. Ги повикувам и останатите општини да се приклучат кон ваквата иницијатива, да се консултираат и да ги искористат добрите практики што ги примени градот Скопје. Ние како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство постојано сме на терен во директна комуникација со земјоделците,
и ја користиме секоја прилика да им укажеме на штетноста од палењето на стрништата, со цел да ја подигнеме еколошката свест за заштита на животната средина. Исто така, ја користам оваа прилика повторно да упатам апел до земјоделците од целата држава да не ги палат стрништата и сувите остатоци во дворовите, со цел да се даде максимален национален придонес кон намалување на загаденоста на воздухот и заканите од пожарите. Земјоделците од Скопскиот плански регион ги повикувам да продолжат да се јавуваат во градот Скопје за бесплатно собирање на стрништата. Со палење на стрништата не само што се предизвикува еколошка штета и опасност од проширување на пожари, туку се уништуваат и органските материи кои се битни за подготовка на почвата и дотатоците кои се потребни за зголемување на хумусот. На крај, уште еднаш, ја поддржувам кампањата на градот Скопје и ги повикувам сите други општини да се приклучат за заеднички да придонесат кон подигнување на јавната свест за заштита на животната средина. My name is Dr. Jeffrey Lee. I've been consulting with Се консултирав со градот Скопје за програмата за собирање на остатоци од берба. Минатата година проектот беше успешен и сега би сакале да прошириме програмата за да има влијание на поголема површина од градот и на поголемо население. Оваа година проектот за собирање на остатоци од берба ќе го компостира собраниот материјал во објект во собственост на градот Скопје. Компостирањето на овие остатоци од берба има повеќе придобивки за животната средина, за земјоделското производство и за спречување на загадувањето, меѓу кои компостирањето зачувува вода, ја збогатува почвата, го заштитува квалитетот на подземните води, го намалува производство на метан, газ на стаклена бавча преку пренасочување на органски материјал подалеку од депонијата, драстично ја намалува потребата за неоргански ѓубрива и пестициди во земјоделското производство, го подобрува pH балансот на почвата, додава органски материјал за да се регенерира почва со лош квалитет, го зголемува приносот во голем број на земјоделски култури, ја зголемува содржината на хранливи материи и капацитетот за задржување на вода на почвата, ги намалува миризбите од земјоделски површини и го задржува јаглеродот во почвата, како и многу други придобивки. Една значителна придобивка ќе биде подобрување на квалитетот на воздухот во околните површини. Со намалување на горењето на остатоци од бербата, квалитетот на воздухот ќе продолжи да покажува значителни подобрувања, особено во периодите од годината кога горењето е вообичаено. Компостот исто така ќе има и економска придобивка за фармерите во областа кој што се дел од програмата. Ако фармер даде од остатоци од бербата да се компостираат од градот, тогаш ќе може да прими компост што ќе даде голем придонес за нивното земјоделско производство. Сакаме оваа програма да се прошири и да има поголемо влијание на населението во Скопје и околината. Бареме учество од секој сегмент на општеството за да се зголеми позитивното влијание на собирањето на остатоци од бербата. Thank you for your time and your consideration.